Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Неколку настани го одбележуваат овој ден, еве дел од нив и во најавата. Најмалку 30 милиони евра е инвестицијата на италијанската Кондево во тир зоната во Штип. Се планираат над 250 работни места, но и стипендирање на средношколци и студенти. Денес е првиот академски ден за студентите на прва година на државните универзитети. Свечено почнува академската 2015-2016 година. Пета година поред музеот Теракота го истражува Коколов рит, археолошки локалитет близу селото Виничка Кршла, богато на оѓалиште и некропола од железно време. Катица Јанева, актуелна обвинителка од Гевгелија, е новиот специјален обвинител. Ова име било договорено во раните утрински часови, откако претходно било договорено обвинителот сам да ги бира тимот и соработниците. Со изборот на специјален јавен обвинител се исполнува уште една обврска од договорот за надминување на политичката криза во Македонија. Во наредна фаза е именување на нови министри за внатрешни работи, за труд и социјална политика по предлогот на СДСМ. Со договорот од пржино е предвидено и формирање на нова влада на 15 јануари 2016 година, 100 дена пред парламентарните избори што ќе се одржат на 24 април 2016 година. Начело на новата влада ќе биде нов премиер, номиниран од страна на ВМРО-ДПМН. Во изградба е третата фабрика во тир зоната во Штип. Премиерот Никола Груевски, вице-премиерот Зоран Ставрески, министерот за привлекување странски инвестиции Джери Наумов и собственикот на италијанската фирма Кондево Рафаеле Дженони вчера извршија обиколка на стартот на градежните работи на новата фабрика во регионот, која треба да започне со производство за околу една година. Изградбата на италијанската фабрика Кондево во Штипската тир зона е резултат на стратегијата за привлекување странски инвестиции, која владата на Република Македонија ја започна во 2006 година и дава резултати повисоки од очекуваните, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Кондево е уште една во низата компании кои ги препознаа бизнис условите и поволностите кои како влада ги креиравме за домашните и странски инвеститори, истакна Груевски. Освен инвестиции од минимум 30 милиони евра и нови минимум 280 вработувања, премиерот Груевски ги истакна и останатите поволности од работењето на фабриката Кондево. За поздравување и најавата на компанијата за инвестиции во образованието, преку отворање на програми за стипендирање на млади, можности за стекнување на приправничко искуство, како и соработка во истражувачката дејност со Техничкото училиште и со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Почетокот на изградбата на Кондево е резултат на тимска работа на повеќе министерства во владата, која, како што истакна Груевски, го разбира бизнисот. Ние сме влада која е пријателски настроена кон бизнисот, која го разбира бизнисот, која се става во негова кожа. Затоа што познаваме влади кои што не се чувствувале така кон бизнисот. Го гледале како страно тело, го гледале како некои што многу прават пари и нема што со нив да им се помага и така натаму. Не, оваа влада знае дека бизнисот и компаниите се тие кои ги отвараат новите работни места. И дека ако сакаме невработеноста да се намалува, тоа ќе го ствариме само со поддршка на бизнисот, со намалување на даноците, како што тоа го правевме и ќе го правиме, со подобрување на бизнис климата, со намалување на бирократијата, со добар однос кон нив, со излегување во пресред на сите нивни барања каде што тоа е можно. И со ставање секогаш во нивна кожа, кога имаат некој барање или некој проблем. И со давање максимум од наша страна да се привлечат, да се донесат, да им се помогне и потоа да бидат задоволни. Затоа што ако се задоволни, ќе има и други компании. Ако не се задоволни, компаниите што ќе дојдат да разгледаат дали е добро тука да се гради, ќе ги прашаат нив како се чувствуваат тука и ако добијат лоша препорака, нема тие да одлучат во Македонија, независно што ќе им каже Джери Наумов, Веле Самак, Зоран Ставрески или Никола Груевски.
Оваа странска инвестиција во Македонија е благодарение на презентацијата на поволностите за инвестирање во Македонија која пред 15 месеци Джери Наумов, министерот во владата за привлекување инвестиции, ја имал на Сицилија, каде за прв пат контактирал со семејството Джианони, собственици на фабриката. Кондево вложува огромна капитална инвестиција од 30 милиони евра, што го вклучува и нивниот модерен објект со целосно приспособени и автоматизирани производствени линии. Кондево ќе обезбеди професионално вработување за околу 280 луѓе, меѓу кои инженери, технички работници и менаџери, што ќе бидат потребни за управување со софистицираната машинерија и производствените линии. Нивните вработени ќе добиваат интензивна обука, стекнувајќи се притоа со деловни практики од работењето со оваа иновација на ефикасна технологија за топлинска кондензација, вклучувајќи ги тука и нивните 3 ново патентирани производи. Which includes 3 new patented products. Рафаеле Джианони се заблагодари на сите институции кои биле вклучени во проектот на започнување на изградбата на нивната компанија во Македонија. Looking back, and especially Гледајќи наназад, особено додека размислувам за големата работа што се заврши во изминатата година, не ми се верува дека само пред помалку од една година започна оваа неверојатна и храбра авантура и дека стигнавме тука за рекордно време. Речиси е невозможно да се опише во кус говор огромната работа што јас и мојот тим и Джери и целиот негов тим ја завршивме со цел да овозможиме да започнеме со оградбата на овој важен објект за помалку од една година. did in order to make us begin the construction of this important facility in less than 1 year. We hope, Mr. Prime Minister, Се надевам и би сакал да ви кажам на господинот премиер и на сите министри тука како предприемач од друга земја дека оваа политика на поедноставување на бирократијата, овој став за приближување до предприемачите, овој однос на слушање на нашите потреби, сите овие здрави деловни дејства ќе продолжат за Македонија да може да напредува и да расте, а со тоа и Кондево групацијата. and Macedonia can grow together. Собствениците на Кондево се доста внимателни со принципи на домаќинско работење, истакна министерот за финансии во владата на Република Македонија Зоран Ставревски. Одеат шекор под шекор. Првично кажаа дека им се допаѓа тоа што го виделе во Македонија, но исто така има и голем број на прашања со кои што дополнително ги уверивме дека Република Македонија е вистинското место за нивната нова инвестиција. Таа инвестиција е исклучително значајна и за самата компанија, но и за Република Македонија. Ставревски најави нови италијански инвестиции во Македонија. Сега со почитуваниот амбасадор разговаравме за тоа дека некако септември, а тој ми кажа и октомври ќе биде обележен со инвестиции од италијански инвеститори во Република Македонија. Го имавме Диатек, денеска го имаме Кондиво, ќе го имаме Технохозе и некои други потенцијални инвеститори, што е еден добар и голем знак за пријателството и поддршката што Република Италија ја дава на Република Македонија во напорите за економски развој на земјата и остварување на нашите амбиции во однос на европските и евроатлантските интеграции, а сето тоа подразбира повисок економски развој, повисок стандард, решавање на проблемот на невработеноста и општо економски развој на Република Македонија. Фабриката Кондево е семеен бизнис, која со производство во Македонија треба да започне по една година, при што ќе бидат вработени стручни лица од поширокиот регион. Денес започнува академската година на државните универзитети. На Универзитетот Гоце Делчев во тек е свечениот прием на студентите на прва година, а прв академски час има и на сите факултети на УГД. На свеченост на студентите кои од денес го започнуваат високото образование, им се обрати професорот доктор Блажо Боев, кој од вчера стапи на функција ректор на Универзитетот Гоце Делчев. Музеот Теракота во Виница пета година поред работи на археолошки истражувања на локалитетот Коколов Рит. Овој археолошки локалитет се наоѓа во непосредна близина на селото Виничка Кршла, а за прв пат во археолошката карта е нотиран 1978 година како тумуларна некропола од железното време. Култното праисториско светилиште Коколов Рит кај Виничка Кршла пета година е во фокусот на археолошките истражувања од страна на Музеот Теракота. Наодите кои беа откриени во изминатите 4 години се дополнителен предизвик за археолозите да продолжат со нови откритија кои даваат и нова слика за археолошката карта од истокот. Продолжуваме со истражувањата од 2014 година, кога во основата доле на тумулот 1 откривме светилиште од бронзеното време,
односно Карпата изделкана во форма на круг и на периферијата од Карпата имаше ритуални јами во кои пронајдовме голем број на керамички садови, а еве оваа година имаме и еден гроб од бронзеното време. Со истражувањата 2014 година на периферијата на Тумул 1 се истражени 5 гроба со скелетно погребување од преодниот период и 5 со кремирање од римскиот период. Бил користен уште во раното бронзено време, тоа е третиот милениум, втората половина на третиот милениум пред нашата ера. Бил користен за погребување и како светилиште. Во континуитет имаме и од бронзеното време, раното бронзено време, наоди и светилиштето и погребување од 8 век пред нашата ера врз основата на првиот тумул погребување кои што беа откриени уште првата година на истражувањето и имаме откриени 10 кремации погребувања од римскиот период, односно од 2 до 4 век од нашата ера. Археолошкиот локалитет Коколов рид се наоѓа во непосредна близина на селото Виничка Кршла, а за прв пат во археолошката карта на Македонија е нотиран 1978 година како тумуларна некропола од железното време. Музеот Теракота организираше изложба со откриените наоди, а научните сознанија беа презентирани на археолошки научен симпозиум. Министерството за култура е главен покровител на овие истражувања, а не изостанува и поддршката од општина Виница. Од петок до недела ќе се одржува Штипската пастрамалијада. Покрај вкусната храна и джиновската пастрамалија, гостите на оваа гастрономска манифестација ќе ги забавуваат Желко Самарџик, Калиопи и други, а главна звезда ќе биде фолк дивата Цеца Ражнатовиќ. Ќе има она традиционална изработка на джиновска пастрамалија, Макпромет ова година ја подготвува неа. Ќе имаме напревар во брзо јадење, ќе имаме напревар во брзо послужување, тоа ugostителите веќе се подготвуваат да видат кои од нашите ugostителски објекти го имаат најбрзиот келнер. А за музичките звезди мислам дека доволно веќе сте информирани, но сепак да кажеме дека во 3 дена имаме по неколку артисти кои што мислиме дека ќе го задоволат интересот и ќе направат добра забава. Словенија е подготвена да прифати повеќе илјади мигранти, доколку тие тргнат кон таа држава по затварањето на унгарско-српската граница, соопшти Словенечкото министерство за внатрешни работи. Министерството ги повика општините и граѓаните да покажат солидарност и да ги прифатат мигрантите, доколку тоа биде потребно. Египетски милиардер вчера соопшти дека води преговори за купување на 2 грчки острови, на кои ќе насели илјадници бегалци од Сирија и од други конфликтни зони. На почетокот на септември богатиот египетски бизнисмен предложи на Грција и Италија да купи од нив острови на кои ќе бидат прифатени мигрантите. Од почетокот на годината над 430.000 лица главно од Сирија го минаа Средоземното море, бегајќи од сиромаштија или од конфликтите во своите земји со надеж да стигнат до Европа, покажуваат податоците на Меѓународната организација за миграција. Следните 2 години би можеле да бидат најтоплите досега забележани во светот, се наведува во истражувањето на Метеоролошката служба на Велика Британија. Експертите предупредуваат дека климатските промени би можеле да се случуваат под влијание на зголемувањето на емисии на гасови и природни движења. Се очекува феноменот Ел Нињо на Пацификот да влијае врз вкупното затоплување по светот. Изминатава година пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип со одлични постигнати резултати. Досега пингпонгарите имаа врвни резултати на домашни, државни и меѓународни првенства. Клубот на Угада и во новата сезона продолжува активно да се подготвува за новите предизвици и турнири. Пингпонгарите продолжуваат со успеси. На последниот традиционален надпревар во пингпонг, кој се одржа во Битола, се вратија со освоени 3 места. Пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев оваа сезона 2015-2016 година се појача со најдобриот играч
во Република Македонија, тој е Кристијан Станојковски, кој што од редовите на Прокопија Србија премина во нашите редови. Така да, ова година пинг-понгарскиот клуб има поголеми амбиции, имаме млад состав, перспективен состав, во кој што се надеваме дека прво да влеземе во плейофот, а потоа и за борба за шампионската титула. Ова сезона, летниот период, пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев не престана со тренинзи, значи имавме подготовки овде во Штип, направивме неколку контролни надпревари со играчите од Крива Паланка, значи бевме и надвор од Штип, меѓутоа и учествувавме на традиционалниот турнир Битола Опен во организација на пинг-понгарскиот клуб Мултитекс од Битола, кој што е прекрасен турнир, имаше учесници од Грција, имаше учесници од Косово, од Албанија, така да прераснува овој турнир во еден меѓународен турнир. Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев настапи во полн состав, значи настапуваа Кристијан Станојковски, Костовски Петар, Костадиновски Филип и браќата Саздов Игор и Саздов Дени. Овој турнир за нашата екипа представа една добра подготовка, да ги видиме како се подготвени самите играчи и се покаже дека имаме една добра и перспективна екипа, каде што на овој турнир првото, второто и третото место ги освоија нашите играчи. Значи прв беше Кристијан Станојковски, Костадиновски Филип второ место и Костовски Петар го освои третото место. Значи еден одличен настап на младите пинг-понгари на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев Штип. Подготовките се секако во тек. Оваа сабота недела имавме конструктивни состаноци со секретарот и председателот на Балканската федерација Мирослав Трпковски, каде што бевме околу обиколката на самата сала, подготовките околу самата сала кои што треба да ја направиме и одредени да кажеме зафати во самата сала, бидејќи во пинг-понг има соодветни стандарди кои што треба да ги задоволат за самото балканско првенство. Но ова балканско првенство како организатор, технички организатор, Универзитетот Гоце Делчев и Пинг-понгарската федерација на Република Македонија ќе зедат учество 10 репрезентации, значи сите балкански држави ќе зедат учество на ова балканско првенство. При тоа треба да напоменеме да кажеме дека минатата недела имавме и состанок во Македонската пинг-понгарска федерација за почетокот на самите лиги, на кој што се реши да лигата започне на 27 септември и баш се погоди да пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев игра со шампионот на Република Македонија, тоа е шампион ИФА. Штип, значи имаме едно градско дерби кој што се погоди баш уште во првото коло за оваа сезона. Така, од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев колку пребројувачи ќе земат учество на ова првенство? На Балканското првенство, па можам да кажем дека клубот ќе биде еден вид и костур на самата репрезентација, значи ќе настапат Кристијан Станојковски, ќе настапи Костадиновски Филип и Костовски Петар, ќе бидат основи, односно костурот на репрезентацијата. Исто така за репрезентацијата ќе настапат и Лашко и Живко од Скопје од Прилеп. Денес ќе се одиграат надпреварите од четвртфиналето на Евробаскетот во арената Лил, Франција. Денес ќе се одиграат два надпревари, тоа помеѓу Шпанија и Грција од 18 часот и 30 минути и Франција Латвија од 21 часот. Дуелот меѓу Шпанија и Грција важи за еден од најинтересните надпревари, иако шпанците се фаворити на ова големо надпреварување, но на спротивната страна грците се наоѓаат во одлична форма. Во вториот надпревар Франција не би требало да има проблеми во пресметката со Латвија. Утре се другите два надпревари помеѓу Србија и Чешка од 18 часот и 30 минути и Литванија и Италија од 21 часот. Ова е се во ова издание на вестите. Повеќе за настаните на денот гледате во Дневникот во 16:30 и на веб порталот на Канал Плюс. Пријатен ден!